Бамби. Во шумата владееше голема возбуденост. Буката го разбуди буфот Френд. Тој се поднаведна да види што се случува и го здогледа новороденото срнче во прегратките на мајка си, обкружено со група животни. Уште од зори, зајакот Трампер ја ширеше добрата вест. Разбудете се роди малиот принц. Од сите страни наидуваа шумски животни за да му се восхитуваат. Играјќи се во друштво на своите нови пријатели, малиот Бамби почна да ја запознава планинската рамнинка, шумата и светот. Тампер со гордост му го пренесуваше на Бамби сето свое знаење. Но додека му објаснуваше какви се растенија постојат во шумата, ништо поинтересно го привлече вниманието на Бамби. О, па тоа е пеперутка, му објасни Тампер. Пеперутка? Повтори Бамби. Бамби беше многу среќен во шумата. Стекна многу пријатели, а мајка му го учеше најразлични нешта. Кои растенија може да се јадат? Каде во секое време може да се најде вода? Какви се луѓето? Еден ден, додека таа му раскажуваше, малото срнче слушаше внимателно и поставуваше најразлични прашања, но набргу му се присака да се игра. Потрча и здогледа нешто многу интересно. Езерце. Бамби погледна во водата и наеднаш се повлече збунато. Некое друго срнче го имитираше секое негово движење. Тоа е само одраз на твојот лик, му објасни мајка му. Но тогаш Бамби виде уште еден одраз. Не во водата, туку во ливадата. Се уплаши и се скри зад мајка му. Не плаши се, го утеши мајка му. Таа е срничка како тебе. Се вика Фелин. Бамби беше пресреќен што се најде нова пријателка. Еден ден, додека си играа, одеднаш се создаде паника. Животните трчаа на сите страни. Неколку зајачиња им се сплеткаа меѓу нозата и за малку ќе ги кутнеа. Едно стадо елени прострела покрај нив. Тогаш мајката на Бамби дотрча викајќи: Брзо, Бамби, дојди со мене, има луѓе во шумата. Елените се скрија во најдлабокиот дел од шумата. Кога има опасност, овде треба да се скриеш, му објасни мајка му. Ловците нема да ме најдат? Праша Бамби. Не, тие не навлегуваат толку далеку во шумата. А што е најважно, ова е територијата на татко ти. Тој ќе те заштити. Во тој миг од сенките се појави еден величествен елен. Јас сум твојот татко, Бамби, големиот принц на шумата. Еден ден, кога ќе пораснеш, ти ќе го заземеш моето место. Бамби занеме од возбуда. Едно утро, неколку дена подоцна, Бамби се разбуди од студ. Кога погледна надвор, виде дека земјата е покриена со бела покривка. Срнчето толку се изненади, што за миг остана без збор, а потоа извика: Колку е прекрасно! Се затрча за да се згрее и бум падна. Бамби, не се лизга така на мраз. Требаше да ме сочекаш, јас да ти покажам како се прави тоа, рече Тампер смејки се и му помогна да стане. Снегот продолжи да паѓа и да се таложи по земјата, така што наскоро беше тешко да се најдат растенија за јадење. Многу сум гладен, мамо, рече Бамби. Мајка му покажа како да ја глода кората на дрвјата и како да откупува корења. Биди стрплив, рече таа. Пролетта ќе се врати. Одеднаш одекна пукот. Бегај, Бамби, бегај и сокри се, не гледај назад, свика мајка му. Бамби избега длабоко во шумата. Преплашен и без див, најпосле застана, погледна назад и викна по мајка му.
но неа ја немаше. Бамби остана сам и почна да плаче. Мамо, каде си? Зацвили тој. Одеднаш покрај него се појави татко му. Мајка ти, дете мое, веќе нема да биде со тебе. Ловците ја одведоа. Биди храбар, сине, дојди со мене. Времето минуваше и тагата на Бамби почна да бледее. До пролета тој израсна во струен млад елен. Едно утро тој најде на Тампер, кој што исто така беше пораснат и со него водеше една убава зајачица. И творот Флауер имаше нова пријателка. Бамби им предложи да си играат, но неговите пријатели имаа поважна работа. Еден ден Бамби слушна познат глас. Што е, Бамби? Не се сеќаваш на мене? Бамби ја препозна Фелин и се збуни од незината убавина, но таа го охрабри. Ајде да прошетаме, му предложи. Одеднаш, еден дрзок млад елен, што се викаше Роно, се појави од шумата. Таа е со мене. Бегај од тука, нареди тој. Бамби свати дека само со борба ќе може да ја сочува Фелин. Двата млади елени се фатија во костец и ги вклештија роговите. Бамби успеа да го собори Роно и тој побегна. Тогаш Бамби и Фелин нежно се погледнаа, знаејќи дека веќе ништо не ќе може да ги раздели. Еден ден, низ шумата се прошири чуден мирис. Некои ловци заборавиле да го изгаснат огнот. Пожарот се расширил брзо и целата шума се распламта. Животните се растрчаа бегајќи од пламените јазици и барајќи за солниште. Одвај дишеа од чадот. Бамби се растрча во потрага по Фелин, но неа никаде ја немаше. Тој трчаше се додека не падна изнемоштен на земја. Станувај, Бамби, му рече татко му. Не смееш да се предадеш. Бамби се исправи и тргна по татко му. Најпосле стигнаа до реката, но требаше некако да ја преминат. На спротивниот брег другите животни го гледаа огнот како се приближува. Бамби и татко му конечно стигнаа до нив и на сите им олесна. А што е најважно, таму беше и Фелин. Бамби, жив и здрав си, викна таа. Да знаеш само колку бев загрижена. После големиот шумски пожар, татко му на Бамби изјави дека дојде време Бамби да стане новиот принц на шумата. Така Бамби го замени татко си. Се покажа достоен на задачата што му беше доверена и го штитеше целото население. Бамби и Фелин среќно живееја, а следната пролет Фелин роди не едно, туку две прекрасни срнчиња. Верниот Тампер ја објави веста. Бамби стана татко. Сите шумски животни се собраа да им се воодушевуваат на новороденчињата. За тоа време, Бамби се искачи на врвот од карпата и го погледна својот посад. Да можеше да го види, татко му ќе се гордееше со него.